Почитувани присутни, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 46-та седница на Советот. Пред да ви го прочитам дневниот ред за работа на оваа седница, го ставам на усвојување записникот од минатата седница, 45-та. Дали има забелешки на записникот? Вече нема забелешки. Записникот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои записникот од минатата седница. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог програма за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Росоман за 2021 година. Точка 2. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Росоман за 2021 година. Точка 3. Извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 15.2.2021 година. 3.1. Предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување на општина Росоман за 2021 година. Точка 4. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности. И точка 5. Разгледување на барања. Дали има надополнување на дневниот ред? Забелешки? Бидејќи нема забелешки, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот дневен ред? Констатирам дека Советот едногласно го усвои дневниот ред. Прва точка, предлог програма за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Росоман за 2021 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој баре збор? На предлог на комисија. Абе добро, ајде малку. За предлог на комисија беше. На предлог на комисијата беше предложено од програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Росоман да се изземе точката алинејата голем плоштад во Росоман во износ од 7 милиони денари и истите средства да се пренаменат во атмосферска канализација од реката Црна до техничкиот преглед. Тоа е предлогот на комисијата, го ставам на гласање. Кој е за овака предложената програма со изземање на алинејата за од голем плоштад да се исфрля од програмата и да се додаде и атмосферска канализација? Едногласно. Констатирам дека Советот со 9 гласа за ја усвои предлог програмата со измената. Втора точка. Следниот совет да ги имаме измената ако е програма. Записникот ќе влезе. Ја ќе го подпишувам секој че тоа да го подпишам. Се објават на веб страната. Не, да ви има. Втора точка. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Росоман за 2021 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој баре збор? Со предлогот за изземање, значи на големиот плоштад од програмата за уредување градежно земјиште на просторот на општина Росоман и со цифрата која што беше 7 милиона, за појаснување на граѓаните, значи како предлог, како приоритетен предлог, дадов да бидат санирани, односно реконструирани улицата Илинденски и улицата Пролетерска до каде е тамо, до кај Жико на Нелове, до пенсионерски или до каде. Да. Но во комисијата беа дадени повеќе предлози и беше дадено да се изработи и останатиот крак од атмосферската канализација која што ќе опфаќа улицата Гоце Делчев па се до реката Црна. Сметам дека и тоа е битно како приоритет, меѓутоа сега бидејќи за појаснување граѓаните бидејќи не успеа по оваа година значи да ги ставиме
во програмата, значи овие улици, едноставно останува да како приоритет бидат ставени во програмата за следната година без отстапување. Не сум ги видел цифрите, не знам, читаја. Благодарам. Оставиш там. Благодарам. Aco. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор? Маријан Ге. Извини. Улица во село Манастир со бекетон плочки. Која е оваа улица? Началниче. Улица во село Манастир со бекетон плочки. Улица во Рибарци. улица, тоа е централна. Улица, само момент, улица во Дебриште, улица во Трсот и останати улици. Кои се вие сите улици? Да. Почитувани советници, почитувани присутни, во врска со прашањето на советникот Ботко Страјков, сакам да ви кажам дека ова се наслови без уличен систем. Во Трстеник се работи за улицата кај Спасови, мисли. Спасо Борче, дали е Спасов Борче. Во Дебриште на кај не знам и таа се како да објаснам, лани вршевме санацијата. Стара чешма. Епицантер, да. Таки имате куќи таму. И за која друга беше? улица во Во Рибарци. Манастир, не, во Манастир стојат средишниот дел. Со бекетон плочки се прави, така? Средишниот дел. Па вика улица во Манастир бекетон, средишно, што се Да, прави? центар. Со бекетон се прави, така? Оти направено е со бекетон. Да, многу е тесно, не, веројатно тоа е превид што е направено од инженерот што ми го достави, меѓутоа тоа се однесува за наделот од Манастирец. А останати улици бекетон 301 денари ќе кои се? Останати улици, ако има негде да се дополни, негде тоа не е голема сума, негде може има помалку квадрати, негде има повеќе квадрати, така да тоа се овака за секој случај. Дека како? Вега се јас. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Само се пробачам да Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишки улици во општина Росима го ставам на гласување. Кој е за? Констатирам дека со 9 гласа за ја усвои програмата за изградба и реконструкција на патишта. Да. Трета точка, извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 15.2.2021 година. Го молам председателот да се произнесе. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 15.2.2021 година до Советот на општина Росума го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 4 члена и градоначалникот на општина Росума. На дневен ред на оваа седница беше утврдена една точка. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росуман за 2021 година, а по спроведената расправа комисијата со 3 гласа за и 1 воздржан зададе став кој предлага градоначалникот на седницата на Советот да достави нов коригиран годишен план во кој ќе биде предвидено вработување на неопределено работно време и тоа на работно место хигиеничарка во општина Росуман. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои ово извештај во целост. Благодарам. Благодарам, Милица. Во овие новиот што е има ваа најверојатно техничка грешка. Пишува доколку одговорите со да, наведете го вкупниот број на нови вработувања за кои имате потреба и стои број 3. Тоест, претпоставувам дека е техничка грешка, затоа што во понатамошниот дел стои само хигиеничар. На 7 страна горе. Да, горе, квадратчето, да. Еден, да се прекрови. Тука треба да стои 1. Да. Добро. Дали некој друг бара збор? Повели Иванче.
Почитувани медиуми, почитувани граждани на општина Росома, градоначалници, почитувани колеги советници. Како координатор на советничката група која доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН, ќе кажеме ние за оваа точка че гласаме независно. И сепак ще се поставува прашањето што е тоа независно. Независно гласаме затоа што немаме ништо против за дадената особа, напротив. Супер жена, добар карактер. Воздржани гласаме затоа што во општина Росома има партиска непотизам од самиот почеток. Се доаѓа на новиот градоначалник, па се до ден денес. Зошто велам непотизам? Затоа што актуелната точка која треба да ја гласаме, малку беше еден член од семејството вработен во државна институција, истакнат партиски војник на СДСМ, па треба да се згрижи неговата мајка. Со ова докажуваме колку сме ние општествено одговорни кон нашите сограѓани кои го даваат гласот на едни избори за десно, а едни избори за лево. Заборавајќи дека во нашата општина имаме социјално загрозени семејства, самохрани мајки кои имаат непокретни деца, неподвижни, со некоја посебна болест, место да згрижиме една таква дадена особа во оваа институција и да ни биде благодарна за навек, ние ќе работуваме од 2 членови од секоја семејство. За ваквата политика најмногу ќе се страдат председателот на СДСМ, градоначалникот и нивното раководство, затоа што не водат сметка за останатите граѓани на општина Росома. И затоа ние ќе гласаме воздржано, затоа што не се донесе личност која стварно заслужува таа позиција. Толку. Не требаше да почнеме со политизирање на оваа ситуација, бидејќи треба да поставиме прашањето кој прв. Ако се вратиме хронолошки, сега јас не ја застапувам нити СДСМ, нити тргнувам од работите на нештата како треба да бидат. Ако имаме упразнато работно место, што ме упразнето, нормално носиме особа која што ја носиме пред 3-3,5 години, пред 3 месеци, носиме особа која што прва дошла овдека. И сега мислам дека вината не беше наша, дека беше вината на градоначалника со оглед на тоа дека ни наметнуваше и други вработувања кои што беа неоправдани и затоа дојде до оваа ситуација. Меѓутоа, крајно време е да се реши и да не гледаме на таа страна, меѓутоа критиката нека биде за она второто, ти што го кажа, за второто вработување. Бидејќи почетокот, значи особата е прва дојдена овдека, а после што се случува таму, веќе тоа си е нивна одговорност и како сакаш Јованче наречи го. Значи јас во оваа ситуација чувствувам морална одговорност како советник да, мислам, крајно неодговорно од моја страна ќе биде ако не го продажам овој предлог, бидејќи се изигруваме со дадена особа која што 3 до 3 кусур години работи овдека и сега наеднаш да му каже да се замине од овдека. Мислам, тоа е невкусно и не е добро. Немаме никакви забелешки на работата на жената, напротив, еве гледаме дека хигиената е одржива на високо ниво и не знам колку она би можела да допринесе и во високите политики на СДСМ. Да не гледаме така, него да го решиме овој случај сега и да бидеме одговорни во оваа ситуација, бидејќи ние оваа просторија што ја користиме е токму чистена од нејзините раци и тие привилегии ние ги користиме овдека. Значи така да ги погледнеме работите, а критиката во она друга насока може ти е оправдана и настојува да критикуваш таму и да СДСМ нели ги смени како и ВМРО на времето што требаше да ги смени, да ги смена тие навики на
нели на стриктно форсирање на партиски како послушници и војници, како да кажем. Благодарам. Павле Иванче. Почитуван Атанас Стојанов, од самиот почеток, па се до денес, советничката група на ВМРО-ДПМН има јасни ставови и црсти ставови, и тоа е така. И секогаш сме имале исти став за дадена проблематика во нашата општина. Само да не забораваме да се навратиме назад. Жената затекната 3 години и заслужува да биде да се стекне со правото на стален работен однос. Заборавајќи ги назад негователката од градинката, која исто така беше вработена 3-4 години, па градоначалникот се трогна, не го продолжиеше нејзиниот договор, ја избрка на улицата, мајка на 2 или 3 деца, не знам колку, 3 деца, и на тоа место прими дадена друга особа партиски војник. Значи, да си изразам народно кажано, ако имаше еден аршин во оваа општина, ќе го држиш тој аршин до крајот на твоето владење. Не може за еден мајка, за еден мачеа. Значи, жена со 3 деца не заслужува да јаде леп, заслужува, па малку бил еден во едно семејство, па ќе работи уште еден од тоа семејство. Не можам да го оправдам тој потек. Значи, од таа поредовна точка, јас го кажувам нашиот став. Значи, ако се заштитеше таа дадена особа и го молат градоначалникот во неговата канцеларија, градоначалниче не го бекли жената. Не, имам партиски притисок. Може сега да ме демантираш колку сакаш, ама ти жената не го продолжи договорот, иако ни, како советничка група од ВМРО-ДПМН, наидовме на низа критики. Зошто? Заради тоа што сме имале ние мнозинство во Советот. Ние мнозинство како Совет, да, ама немаме да ја заштитиме мнозинство. И сега, како јас да гласам, кога јас, да, жената беше член, истакнат член од ВМРО-ДПМН, нејзиниот сопруг, исто така истакнат член на ВМРО-ДПМН, еважизам или било, не знам што беше, не и се продолжи договорот. Сите знаеме за која беше. За Миревска. И сега ме донесувате тука да гласам. Негователство. Немам ништо против жената. Но, ако беше аршинот задржан, ќе гласам. Но сега ќе бидам воздржан. Не сум против. Против е нешто многу поригорозно. Воздржан. Немам ништо против жената, но не го оправдам аршинот. Тоа е. Ако ме свати што сакам да кажам. Само кратко и готово, завршувам. Само кратко. Реплика на некој или... Значи, не ги оправдувам потполно таквите потези и на вистина таквиот потек не е за поздравување кој што бил направен, значи кој што е направен во градинката, но нека заврши ова лудило еднаш за секогаш, да се внимава на човечките на човечката особа, на човечкото битие, да се, затоа што тоа е ранливо. Не можеме да замислиме дадена особа која што работи или која што работела, како се чувствувала таа од кога ја избркале. За ние треба да се играме со чувствата на луѓето и кај другите особи, да продолжиме за воиднина. Значи, апелирам од овдека, тоа лудило да заврши, еднаш за секогаш, и значи оној, без разлика од која претходна власт бил вработен, да не можеш ти да си играш со неговите чувства и да го бркаш, него да бараш одговорност од него и работа. Ете тоа е, благодарам, да. Благодарам. Павле Ивица. Почитуван колега координатор од ВМРО, не знам со кое лице излегувате одговорници и зборувате за непотизам и партиски вработување. Треба да ви биде срам да излезете на оваа говорница и да го кажете тој збор. Па луѓето сега што ги спомнуваш од говорница дека едниот сме го примили хигиеничар, другиот во државна установа, дали не беа заслужени во претходните 10 години да се вработат? Дали тоа дете во државна установа што се вработи и го заврши факултетот токму сега и влезе на работа?
Зошто оваа хигиеничарка не ја примивте во градинката кога примавте таму хигиеничари? Кои се плезени во градинката, господине координатор? Не ќум како вас да именувам некој кој каде е вработи. Кажете одговора. Во последните 8 години некој нема ни размислување за вработување, а не па да побараат до некоја установа да бидат вработени. Немојте така да зборувате сега за непотизам и за други работи. Во последните 8 години проблемот е Чеки се, ево да се. Ниеден не смееше да влезе во институција и да побара работи. Добра, Ајде се слушаме, ајде се слушаме. Размислите, колку го примивте во градинката тоа? Не реков дека сте поарнини, ама да, исти си идеја. Да се држиме само Ама до за да точката на излеземе да дневниот кажеме ред, дека некој е таков, треба да погледнеме и ние какви бевме. Многу лесно е да кажеме кој е каков, а не се гледаме ние какви сме. Сега збориме за едно и Држиме кампања политичка, Не да развлекувам држите јас. работата, држите се до Некој точката. сака да развлече. Не, ти сакаш да развлечеш. Да, јас сакам да развлечем и да излезам од говорница и да кажам дека градоначалникот само партиски војници запослува. Значи ти мислам дека си глас и не треба да. Не сум јас глас. Јас сум член на СДСМ, не сум глас. Па глас така. Не. Не е тој, јас не се осеќам дека сум глас. Не знам ви како се осеќате кога бидете на власт. Поволи градоначалник. Само го размачуј проблем. Проблемот е завршен, што комисија го решиме и сега гореш правите проблем тоа, размачујте нешто, правите што не треба да правите. Почитувани, искрено не мислех да се јавувам за разговор, меѓутоа бе спомна тука и поредот на нештата ред е да одговора. За каков непотизам зборува Јованче во општината. Во општина Росома има само вработено еден хигиеничар и уште еден архивар. Ред. Да не збориме за тоа дека се договаравме. Јас и ти се договаравме. Имавме средба, на која што средба се договаравме за ангажман на луѓе во општината и во комуналка. На кој што наводно се договоривме, меѓутоа после тоа не се случи ништо. Да. Во делот од градинката можем да кажем дека лажиш. Да. Јас немам надлежност за градинката, си имам таму директор. Директорот беше избран од вас, именуван во време на ВМРО, изборот ги врши директор. Поволи Иванче. Градоначалниче, вашето недолично однесување на оваа говорница го потврдувате со недолични зборови, тешки зборови, лажиш. За такви зборови се одговара и секако. Но граѓаните ќе си кажат на есен кој лаже, кој е управ. Грешка сте ме разбрали за непотизмот. Непотизам. Не во општината Розома. Партиска непотизам, од кој што зетови, синови на актуелните ваши челници во партијата, па малку е еден, па уште по двајца. Сите во државни институции. Значи, тоа е непотизамот. Видна личност, како вие што си градоначалник на општина Росома, зет од ваш во државна институција хет стиквеш. Значи, тоа е непотизам. Тоа е партиска непотизам. Значи, вие сте челник на менаджер на општината, зет од ваш во редовен работен однос во хет стиквеш. Тоа е непотизам. Да го објаснам малку. Благодарам. Жално е што мора овака да се дискутира, очигледно Ајде да се слушаме, да. паметта има кратки носи. Јованче?
Дали твојата сопруга беше ангажирана без некако конкурс директно во БРО? Не, сум на конкурс. Не сакам ништо повеќе да разговарам за непотизм. Добро. Ајде, цитира комисијата. Не, јас ќе се Повели, повика. Повели. Не, да се стави на гласен. Ама повика што сте може. Тоа става гласа, да ја става. Ама нема. Со мојата сопруга се работи, да, имаше конкурс на наставник по македонски јазик, 2 слободни работни места во тој временски период, од која мојата сопруга уредно конкурираше, на конкурсот беше примена. Актуелен директор беше истата директорка Анета Љубенова, беше вработена во школото, но јас во тоа време немав државна функција во некоја државна институција. Јас до ден денеска се уште сум вработен во приватен сектор. Никогаш не сум имал јас еден ден стаж во државна институција. Ако во тоа време јас сум бил актуелен директор на актуелна функција на некоја институција, тогаш да, сум направил партиски непотизам. Но тие две се контрадикторни и ве молам да си отворите литература и да се разграничите што е непотизам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог решението за давање на согласност на годишен план за вработување на општина Росман за 2021 година го ставам на гласање. Кој е за? Не, чек сега да ме преброам памет. 5 за, 5. 5 за, против, воздржани 4. Точка 4. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјата на општина Росман од сите ризици и опасности. На почетокот на советот имаше образложение од представникот центарот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точка да ја ставам на гласање. Кој е за ажурирање на одлуката за процена на загрозеност на подрачјето на општина Росман? Кој е за? Точка 5. Разгледување на барање. Лудија да нема време. Не видиш. Не, Павел Жими, как ќе би штијат градоначалник? Предвид заботување дава да гласаш. Да се работи човек. Одиме сега со разгледување на барање. И значи да се консулти, да се даде, Барањето од Даниел Петков. Тоа е некоја представка. Рачно пишано е. Ето го, таму да ти тоа. тоа е истото е... Скроз десно, Ацо, скроз десно. Да, тоа е да, ама може... Да. Тоа е во врска со ова. Да, тоа. Во врска со ова е тоа, да. И имаме уште едно барање од физичко лице, ама одиме едно по едно. Отворам претрес по ова барање, дали некој бара збор? Ева, Таце, првото што го подесил. Во не е исто. И тоа е престапка на воја. Престапка, да. А во првото ли шо? Да. Почитувани светници, со оглед на тоа дека и во изминатиот период има едно известување, односно жалба од лицето Даниел Петков, а и сега и за на овој совет има една преставка по односно по нерешавањето на проблемот. Значи со сериозност треба да му пристапиме кон овој проблем. Ние како совет, односно градоначалникот како институција која што треба најповеќе да биде засегната, се со цел да се надмине овој проблем и да видиме, значи, дали постои проблем и зошто проблемот мислам досега не е решен. За да работите тргнат од нештото, градоначалникот согласно неговите надлежности, односно со институциите кои што
му се надофат, односно со кои што може да располага, потитно да постапи, да види, да утврди каков статус има, конкретно, значи еве се спомнува како перална или како дали има својство на правен субјект, дали има, нели, како да кажам, само дозвола за градба, дозвола за работа, сите неопходни потребштини кои што за функционирање на еден ваков објект или ваков правен субјект. За да после тоа да можеме да му одговориме на представката на Даниел Петков и, значи, каков статус има субјектот, значи легален или нелегален, и ако е нелегален, кои мерки и активности ќе се превземат понатамошни за надминување на овој проблем. Гледам овдека дека еден дополнителен допис беше доставен, ако се работи за истото, значи за истата перална, значи дом Метал Апостолов Кавадарци, значи тие вајда сигурно на истата локација побарале да се лоцираат и да имаат уште една перална. Меѓутоа тука еве одделението за урбанизам и комунални дејности Слободен Ѓелевски, значи одговорил дека почитувани согласно доставената документација, односно елаборат за урбана опрема за мобилна самоуслужна перална за возила на катастарска парцела 48872 на улица Пере Тошев број 1 во Росован, ве известуваме дека ви недостига елаборат за животна средина за да може да ви издадеме дозвола за поставување на урбана опрема. Значи, овдека недостасува елаборат за втората перална, дали постои елаборат за првата перална? Доколку не постои тој елаборат, значи, дали вие ќе му дозволите понатаму, ќе му го одобрите тој елаборат, или, мислам, ќе достава тие за ваше одобрување, или согледувајќи ја ситуацијата, дали загрозува или некој од тој аспект треба да се огледате, дали пак би требало да издадете или не треба да издадете. Мислам дека пералните се добра работа и секој дополнително услужна работа е добра за граѓаните на Росоман, затоа што им дава можност нели, да се изврши дадена работа за помала сума сами. Меѓутоа, не и по цена да го загрозуваме безбедноста, здравието, животната околина, нели, од тие субјекти. Ваквите субјекти по правило за воиднина треба да размислуваме и да му одобруваме да бидат на периферниот дел од местата каде што не стварат големи бучави, големи. Сепак централните градски подршја, односно селски подршја треба да бидат со друга намена. Имате го во ова обзир и да еднаш да ја решиме оваа ситуација со Даниел, односно со пералната која што е поставена таму. Благодарам. Благодарам. Заборав да кажам и доколку, значи има, треба да внимаваат на работното време, да имат истакнато работно време од колку до колку може да работат, бидејќи, значи има, според законот има пауза, дневен одмор и ноќен одмор, да не бидат загрозени тие одмори за непосредните лица околу пералната. Благодарам. Благодарам. Општиот хаос и општ хаос во општината, тоа е затоа што овој хаос почнува ние како советници за секоја суштинска и сензитивна работа подкренуваме иницијатива, комисија, излегување на терен, констатираме докази, слики, каменоломи, искупи на песок, загадувачи, киселини испуштања, секакви и на крајот од денот добиваме тука. Инспекторатот не е надлежен, Министерството не е надлежно, Општина Росоман не е надлежен и се е лаваринтот е тука. Ниту еден проблем до сега ние овој 4 годишен мандат не ни е кристално разрешен да знаеме сме управо или не сме управо. И сега Атанас и зададен проблем за оваа перална
ќе биде истото. До септември месец ние ако добиеме одговор, заради тоа што се сеќавам од минатата седница го задолживме градоначалникот да ни каже, не ни каже. За многу низа работи го задолжуваме, не ни дава информации. Го задолжуваме раководителот на финанси да ни достави дадени изплати и расходи на некои средства, не ни доставува. И ние упорно тука на говорницата се изпираме, се препираме, не ги добиваме браните наши, што имаме право како советници да го видиме и да сварно да кажеме до оваа говорница. Па оваа говорница е поставена да ги известуваме граѓаните, не да чутиме сите. Така да, покрај оваа монтажна самоуслужна перална, јас верувам дека нема добиено, заради тоа што тука во оваа општина реципрочно се работите се поставуваат, значи кој му дозволи да граде за ова постоечката, ако нема таа еколошка дозвола? Кој му дозволува на оној хулиганот намо во технички преглед, покај што го запоседна како Тексас со знаменото ова е мое? Не се знае, нема институција тука општина која ќе го сопре. Абе чекај бе! Кој си ти бе тука да периш камиони бе, киселини да испушташ, не поднеслива реа се во долното мало. И таа агонија продолжува. Нема никој да го спрече, да му викне инспекција, да го опомене, тужба, опомена. Ебе така се воведува ред во општината. А го оди види во кавадата како е редот поставен. Абе не смеа да писнат, камион на тротоара да се паркира. Колку пати донесуваме одлука за поставување на камиони по тротоарите? Безброј пати. Испочетувана ли е? Опоменат ли е некој? Казат ли е некој? Хаос! За општиот хаос, граѓаните казнуваат. Благодарам. Дали некој друг разбор? Почитувани советници, во врска со вашите забелешки, коментари, можам да кажам неколку реченици во врска со перална. Таа перална има нерегулиран статус. Точно е тоа. Општина Росома што се однесува до нејзините надлежности, постапи како што рече Атанос, другите надлежности во врска со функционирање, со работно време, со дозволи, со ред други работи кои се неопходни за работи на било каков стопански субјект, се надлежност на инспекцијските служби. Точно е, како што рече, не е надлежност. Го потврдувам тоа. Ако сметаш ти дека општина Росома може да ги врши надлежностите на инспекцијските служби, тоа е веќе друга работа. Проблемот се решава суштински. Не е мој проблемот, како општина Росома. И ајде, ќе ги оставиме граѓаните да гинат. Јованче, Општина Росома, Јованче, абе ќе го сокинам од добро, ќе го сокиниш. Има време, ќе дојде за кратко време, за кратко време ќе дојде. Иначе што се однесува до обврските општина Росома, известени се и инспектор за животна средина и пазарен инспектор. Тоа се работи кои што се во нивен дом. Толку има. Градоначалниче, јас со овие твои деманти према мене, на крајот од денот констатирам дека вие не бевте кандидат од редовите на СДСМ. Значи, вие имате контрадикторни ставови со вашата матична партија. Па заборавивте дека вие бевте председател на СДСМ, исторен играш во ден денеска. Забораваш дека актуелната власт е од СДСМ. Забораваш дека локалната власт е од СДСМ. Па сите институции сте врзани едно со едно. Па ти не си одврнат ако не па да те обструираат. Па твојот глас мислам дека имате, се слуша таму во институциите. Ало, инспекторат, може да дојде една опомена. Толку. Едно телефонско јавување. Значи и вие сте од СДСМ, и централната власт од СДСМ, се е СДСМ. И председателот на државата од СДСМ. Апсолутна власт. Не е лесно да имаш апсолутна власт. Напротив, одговорност голема.
Значи, пред да се нафатиш за некоја позиција, треба добро да ја размислиш. Сега, следниот градоначалник што ќе биде на Росомон, го чека голема работа. Затоа што е хаос. Не са овој хаос да го тргнеш од нула, Бог нека му ја напомниш. Казвам. Не сум задоволен, градоначалниче, од вашите изјави и вашата констатација. Ако вие во моментот не можете да ги решавате проблемите, тогаш еве јавно да му дадам еден апел на граѓаните да почнат сами да се организираат и да изразат граѓанска непослушност, односно како блокирање на субјектите, бидејќи еден таков потек во село Камендол, ние како институции не успеавме да му го решиме, ама тие си го решија делумно и ќе видиме, значи, доколку не се реши целосно, значи, повторно ќе му се случи тоа што му се случи на субјектот. Така да, уште еднаш, ве замолувам, значи, да си ги обавувате вашите работи, согласно вашите надлежности, да ги известувате инспекцијските служби, бидејќи вие сте градоначалник, верувам јас да сум градоначалник и да му се јавам, верувам дека тие ќе дојдат и ќе согледат работата. Не знам зошто вие не го правите тоа. А доколку продолжите во иднина да не го правите и го правите ова што го правите досега истото, тогаш едноставно останува на граѓаните, значи, тие да ги блокираат таквите субјекти, а ние како советници ќе му даваме помош и поддршка во издействување на нивните барања. Мислам дека ова второто веќе се покажа како подобро и граѓаните еве нека слушаат и Даниел Петков и ред други да почнат по истиот принцип белки така ќе ги решат работите. Плук да откачат. Да. Мора така. На самите улица застани, блокирај, нема да дозволиш, за да дојде надлежната МВР, за да дојде да се огледа работите, за да испаднат службите други, да бидат предизвикани, оти тогаш медиумите работа. И многу брзо информацијата се шири и ќе се реши проблемот. Овака, како што вие действувате од канцеларија, не бива ништо. Не е моја надлежност. Точка. Завршено. Благодарам. Чајте. Благодарам, повели градоначалник. Очигледно почна промоцијата на кандидатите за наредните локални избори. Не, критик. Почна бидејќи вие апсолутно не чувствувате никаква одговорност за состојбата во општина Росомон, бидејќи околу капацитетот на општина Росомон, зголемувањето на капацитетот, вие имате најголема вина. Најголема вина за тоа што ни за години еве, како и што сега доставивме годишен план за вработување, со што ќе се зголеми капацитетот на општината, донесовме градежен инженер, не одобривте средства за негово функционирање. Ако ви мислите дека општината може да функционира без одредени вработени кои што се квалификувани за извршување на овие работи, тоа е ваш проблем. Вие знаете дека општина Росомон нема од сите овие институции што нема никаква инспекцијска служба, никаква. Имаме подпишано меѓуопштински со општина Кавадарци, меѓутоа тоа функционира тоа што сами гледате. На тој начин. Ниве на изборот дали ќе дојдат да извршат инспекција или нема да дојдат. Кога ќе имаме ние тука инспекцијски служби, а за да има инспекцијски служби, треба да се големи капацитетот на тој начин што ќе се вработат соодветни кадри, тогаш може да зборуваме за сите овие работи. Додека се вработени овие што се вработени, тешко дека ќе биде така. Да не зборуваме дека најголем дел од инспекцијските служби се останати уште од ваше владење, Иванче.
Градоначалниче, имаме голем терет, имаме ние челниците на големите политически партии, голем терет. И аз като член на Совет на община Росома, да си изразам по препоръките на правилник от днес съветник, голема отговорност ние съветниците имаме, да. И сега явно още ще кажувам да. Иако јас од редовите на ВМРО ДПМН и ние съветниците от нашата матична партия едногласно, без размислување, секогаш поддршка за буџетот и за капиталните инвестиции во општината. Ниту еднаш не сме изгласале против. Иако наидувавме на низа критики од нашите симпатизери, членови и така натаму и некои малечки групи кои успева на некој начин да се додворат на дадени лица, но ние и му кажав и на колегата советник Атанас дека имаме од самиот почеток, па до ден денеска цврсти ставови. Буџетот се гласа, капиталните инвестиции во општината мора да минат, мора да воде просперитет на општина работа и уште еднаш го кажувам. Да, за просперитет на општина Росома. Кажувате тука, наидуваат локалните избори. Локалните избори има уште 8 месеци се. За 8 месеци се градат чуда. Ама да знаеш како. За 8 месеци чудо се. Сети поминавме. И 20 милиона денара за атмосферска канализација. И за ова, и за тоа, и за ова. Се со разговор и со договор. Како сега на предходник, пред да почне советот, се договоривме, не таму буџетот, ваму. Едногласно мина секоја вако. Само да ве подсетам. Во владењето на ВМРО ДПМН, предходниот твој градоначалник, со истите број на работени, функционираше истата ситуација како што сте вие, центара на власт, се донесоа низа капитални обекти кои се уште стојат и се олицетворение на макотетна работа. Колку сакате ви да ги негирате, и овие 160 ще дојде, а игралиштето? Па добро, сме сгрешили од 10 обекти, еве сме го погрешили, имаме право на грешка, ево игралиштето, грешка, признавам дека е грешка. Но, да ги пофалим и останатите институции. Сега жалостно што ръководител на финанси не е присутен тука, економскиот бум. 10 милиона од ова година во овој буџет, од овој, никој тие 10 милиона да ги видим. Кај се капиталните разходи? Инвестиции ги нема. Партиските вработувања не ги дозволува до ден денеска. Функциониравме и со тој број на вработени, може да ги... Иванче, држи се точката на дневниот ред. Па како, бев предизвикан. Добро, вредете, ама точката е пералната, за да не се разликува. Па токму заради таквото несовесно понашање на институциите и да ги почитуваат редовите во општината, затоа е донесено до општиот хаос. Јас тоа го ето перспектива кажувам назад. Не се борам ја тука за избори, за локални избори. Чекај, локалните избори са далеко. 8 месеци има уште. За 8 месеци треба да застукаш и да се сработиш, да го оставиш, да го поправиш лош разпечаток и грижање. Глупчин, че се најдеме и че се договориме. Токму. Благодарам. Дали некој друг разпомнивате? Разположен сум за... Да. Во врска со точката, сакам да кажам, човекот со неговата жалба треба да се обрате негде на друго место, не до Советот на општина Росома. А човекот што е обтужен со пералната треба да се обрате до Советот, да му дајме ние изин за работа и документче да му напишеме жалби, за да не го тужакаме веќе. Оти нисне дија што носиме одлуки, кој кај да гради и дали може да работи. Ние еднаш го помагаме за наечистото, градиме и на државни земјишта, носиме одлуки, може да се поставе се и се што таму на почета. Сега некој во приватен имот нешто изградил и ни го тераме градоначалникот да оди турни му. Не можем да сватам од една до друга седница како не размислувате што зборувавте на претходната седница.
градоначалникот кога поведе една постапка таму за плочата, вие му бевте адвокати на луѓето што беа таму на плочата. Не знам зашто човекот со пералната не склучил некој договор со вас да го браните овде, него да го напаѓате. Јас го наоѓам него виновен и ово немаше да испадне на говорница и проблем да стане во Росуман, ако тој барем еднаш со вас се сретнеше човекот со пералната да поразговара или да ве части по едно пијаче. Па не е добар муабетот. Требаше да размислувавте кога браневте едни овде од говорница и бевте многу бучни. Сега дојде проблем, човекот бара одговор, ни да му помогнеме него. Како ќе му помогнеме на тој човек? Не е на правото место тој кај што треба да се жали. Ние си земаме многу за право во овој совет, мислиме дека можеме се и се што да решиме. Не сме ни тие што се и се што решаваме. И ајде да ве бидам сега каква одлука ќе донесете и како одговори ќе му дадете на човекот. За најчије човек живеат за најчистото таму. И сака да го прошири бизнисот. А ние сакаме да го пратиме градоначалникот да му го руши тоа. Не зборови така се. Да го стопира да не граде. Да не работи пералната. Ги повикуваме луѓето на бойкот. Луѓето што дојдоа да бойкотират тука и што кажаа дека до ние едно време има музика и галама на плочата, вие не му обрнавте никакво внимание на тие луѓе што кука и што плаче. А сепарациите за песок? Исто и сепарациите за песок. Спомни ги тие? И сепарациите за песок, Спомни ги исто. тие, шо? Исто и сепарациите за песок. Спомни ги тие. Никде градоначалникот ни даде дозвола, ни зеде дозвола. Да. Да, Кај си е, информациите што да. правиме? Кај Е, свој еколошка дозвола даде градоначалникот за изградба Ако настојаност преку еден совет го задолжуваме градоначалникот да ми достави извештај за Ама исто беше сепарацијата. Да ги вратиме дневните редови на... Дали сите Да што се повеќе држиме штета до направи точката од на градот дневен ред. промет на речното корито? Вие исто правевте поделба и со сепарациите. Ние еднаш не рековте дај Јовица. градоначалник за сите сепарации да видиме кој ќе работи. Држи се до точката на дневен ред. Да се држам до водиме точката, да не сепарации убацуваат други работи. Тогаш Ево, само се дај да упојат видиме на што е со место. сити шоп, а не гледавме со тие повеќе што копаа песок. Никогаш. Ни еднаш не излеговте одговорница да кажеш преку против некоја друга сепарација. Стално браните една Јованче страна. не од место, Јованче те молам. да не. Стално браните една страна. Ама работите се содруваат овде кога треба да ги исправите. Размислувате какви одлуки носите и што кажувате одговорници. И кого напаѓате, и кого браните. Исто се случи. Раководителот што не ви дава сега никакви информации и во претходниот состав кога беше ти колега советник беше раководител, па ни еднаш не побара отчет од него да ти каже кај се потрошени парите и колку пари се потрошени. Ни еднаш. А се претураа исто не волкави суми, дупло поголеми суми се претураа во средствата, таму во буџет. Облекчиња вакзавати се лево десно. Ги гледам облекчињата. Ние реков, Ама ти народот да кај да не се даде- тие вашите облекчиња. Да, Сакат народ. сакат народ, да. Само грешка имаш и ти. И претходниот твој градоначалник исто да кажеш, ќе ве казне народот, ќе ви каже, само со народот не се закануваш. Да. Да го удри тоа по глава. Внимавај што се закануваш со народот. Не сме во предизбори. Држите Да, се до не се, точката ама на нека дневен треба ред, во значи предизбори. Народот ќе ве казне народ. Народот не казна у нас. Не е право. кажи. А не те повикате, а мене не повикаа. Значи јас уште еднаш еве сакам да апелирам да не ги почнуваме пред време припремите за локални избори, затоа што ќе се измориме доколку се даде. Росоман заслужува промени. Росоман заслужува тоа што било во минатото да си остане во минатото и тоа досега што се правело да си остане досега. Значи Росоман му треба светла иднина, на Росман му треба почитување на законите, значи и од денеска натаму, значи да си почнете да си ги обавувате работите. Јовица, значи мора законите да се почитуваат, доколку не се почитуваат законите, знаеш што ќе настани? Сега сме во анархија, уште поголема анархија. Затоа немојте овдека, значи, така да кажете дека ние сме за уривање. Точно ќе бидеме за уривање за оној кој што не постапил законски. Во иднина така ќе се обавуваат работите. Да се почитуваат, значи работите како што треба.
А не вие се да кажете овдека. Ние го задолжиме градоначалникот да види кој е против нешто што е законски изградено, испочитувано со целокупната документација, да му нанеси штета на некој друг. А тој ќе биде казнет од Господа, човече, важи. Значи нема така, мислам, јас не гледам на масава дека има некој таков човек. Верувам дека и вие не сте таков човек. Ама има човек за тие што се без дозвола што ги поддржавате. Видете сега, ние имаме, значи, субјект перална, и имаме физичко лице, физички лица, граѓани. Тие си заслужуваат почин, кај што му треба време за одмор, на овие му треба профит. За профитот постоја законите, има рамка за одмор кога е. Значи ние мораме, не смееме да ги делиме, нити правните, нити физичките. И да му даваме величина на едните или на другите. Мора да профункционира законот, луѓе. Верувајте. Абе инспекцијски служби, ако не е се моментално, нема. Ако можеме да направиме комунален редар, добро. Ако не, согласно договорот, ќе му платиме на тој човек и ќе дојде. Ќе дојде, значи општината и мора еднаш кој ќе види дека еден од тие, има и анархисти овдека во општината кои што намерно сакат, не ги почитуваат нити работите, значи, кој ќе види дека инспекцијската служба делува, нема да постапува така. Немојте уште еднаш да не испадне дека ги заведуваме луѓето некои за рушење, нема за рушење тука. Се руши онама ако не е легално. И тоа за воимено треба да биде пракса. Од инако тогаш зошто ги носиме и плановите, и урбанизмот, и се што и одлуки и други работи. Толку од мене. Благодарам. Повели Иванче. Последно излегување ќе би биде ова, повеќе не излегувам од болница, иако имплементира некој советниците. Нашето излагање Јовица и градоначалниче на ова говорница е токму да ве испровоцираме малку да ги си различките институциите, т.е. инспекторатот. И институциите во општината. Општината е заспана. Сега кога си идев од работата, кога доаѓав наваки, баш фатив од централното подрачје да видам дали новогодишната елка се уште стои. Добре, после 2 месеца новогодишната елка ја снемал таму. Цели 2 месеца новогодишната елка стоеше на плоштадот. Што кажува тоа? Не работење. Толку. Ти не беше поставена сега. Да постои. Дали некој друг бара збор? Ајде се и јас последно. Бог да чува последно. Јас само на Атанас се го спомнам. Цело време се бори за почитување на закон. За закон. Атанас Данило законски обврски спаѓа и редовно одење на работа. Не разбирам. Дали редовно одење на работа? Јас? Да. Ај се не одговори. Чекај. Ја жуташ изборот. Вака сега. Секоја работна организација во вакви временски услови направи план како да се одвива, значи, тековното работење, а при тоа да не се доведат во ситуација вработените да имат последици од ковид пандемијата. Како што знам јас овдека дека и вие направивте еден таков режим на работа, кај што женската популација или оние кои што има мали деца не доаѓа на работа. Потоа кога еден службеник од една канцеларија, еве да спомниме од канцеларијата за комунални работи тука Ѓоке и Боцко, кога слободен беше на работа,
Ѓоке имаше право да отсутствува, па кога Ѓоке беше слободен имаше право да отсутствува, така и нашето училиште, значи си направи еден интерен план, кај што, значи кога кој ден да се со цел да не ја разгориме ова пандемија која е иtekако опасна по здравјето на граѓаните. Значи мораме да внимаваме и сега е сосема оправдано ваквиот начин рестриктивен на работа. Оти многу е побитно здравјето на граѓаните, одошто нели работите пак ќе ги завршиме со појак интензитет ако треба понатаму, меѓутоа сега во ова ситуација иtekако мораме да внимаваме на сите оние мерки кои што се неопходни. Ако не е така, јас би ве прашал зашто сте ја ставиле маската на уста. Значи, вие во ова пандемија може и да не ја носите. Меѓутоа законот, односно чисто заради ваше здравје треба да носите. Чисто заради здравјето во работната организација, за да не престане работниот процес во една организација, можеш да направиш и интерен план за работење. Токму таа причина јас не гледам и не бе сватив што ви беше поентата. Да, благодарам. Доволно беше јасен. Праксата, вие прво почнете да преминувате, па ние како институција купивме од вас. Добро, да продолжиме понатаму. Значи, тука имаме документ кој што ни беше доставен пред Советот, почитувани согласно доставената документација. Документот е упатен до пералната. Металопостолов дојлка Вадрци. Значи, Оделение за урбанизам и комунални дејности бара од нив да достават елаборат за животна средина за да може да се издаде дозвола за поставување на урбана опрема. А они имаат веќе доставена документација, односно елаборат за урбана опрема за мобилна самоуслужна перална за возило. Не е комплетна. Не е комплетна, значи сега во овој случај додека полука до Даниел, значи границалникот на институциите ќе му известување, ќе му донесат дека општината постапила според закон и тоа. Да, значи постапката веќе во текст, значи сега. Да си понесете жалба до Министерството за животна средина и за таму prostorno planирање. Значи, како ќе му помогне след ovo? Не можеме, ние не сме ние надлежни да донесеме никаква одлука, значи... Правна полка. А после дали ќе донесат институциите да му се руши тоа, Това беше он преки инспектори. Да бидеме реални, луѓе. Една работа само. Значи такви објекти. И не може работно време да му тврдат и у 6 сата, у 7 да се твара перална. Значи, 6 до 15. Што треба повеќе? Освен одредување на работно време, друго ништо не може да се преземе тука. Такви објекти што стварат галама ги има многу. И гајбарата доле, и железарата горе, и тука има уште една перална која исто така ствара бучава. Значи та Што става? бучава. Па и тоа е перална исто и таа буче ствара галама и која се одвртува штрафови, и гајбарата доле колку што знам ствара бучава, и железарата горе на како се викаше, не знам. Да, се предрачува до работно време сите. Ладилниците што се во сред село, до куќи залепени. Значи такви објекти има многу. Меѓутоа нека си ги бркат законските. Ама не ти во град Бајовица, значи да си ги набава документите, ако веќе успее да си ги доставите документи и му издадете дозвола, тогаш веќе што имаме ние тука? Значи, ако имаш нешто да кажеш, кажи на говорница, не ми мрмори така пред нас, значи не слушам, стварно не слушам што зборуваш. Ами јас зборувам за да не ме чуеш. Е па не е тогаш... Пасно се чуе, пасно. Пасно се Сам си зборувам, тоа не е мана. Е па не може да ме деконцентрираш така кога зборува, мислата ми ја сечиш. Значи, заклучок. Правна поука до Даниел Петков, да се обрати до надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање, ако треба и до Министерство за локална самоуправа. Ама не може и така, бе, Маријонка, како така? Значи, А што можеме ние одлука да донесеме? Тука имаме човекот, тука е во... Добро е што одлука ние Градоначалникот ќе си потера инспекцијските служби и ќе провера дали тоа може да работи, не може да работи. Има дозволи, нема дозволи, готово. Па еве го, тоа е веќе потерано, а го видели. Значи елаборат еден имат, го нема другиот, го чека другиот. Да, сега со ова ќе ги известите, ама за постоечката тоа е за нова. За постоечката, човекот и за постоечката овде ќе пишува. Да.
За новата одма сега треба градоначалникот да ги извести дека тие не смеат да градат таму инспекцијската Јас колку ќе гледам на датумот кога е тука архивирано овие документи 1 септември 2020 година. Што други се тоа? Тогаш не време сте постапиве, он тогаш се пожарил. Тоа е 1 септември 2020 доставено. Ова на дечкото кога реагира. 28 декември. Ама они тогаш ги се интервенирали. После првата представка негова е воа доставено. Окей, на 22.3.2019 година ono била првата жалба што ја поднесил. Ева. Во рете, врз основа на таа жалба е воа сега. После он има ново на 28.12.2020, сега најновото што ги имаме. Најновата представка, да. Значи јас само сакам да кажам дека ние како совет кој ќе биде шериф. Абе брат. Абе ти кај градиш? Абе имаш и дозвола. Не можеш да градиш. Значи шериф да биде више. Вака не пива со институции ова. Као и ние одинаки се шериф, и ти А сега кој како дојде му така бе? Не бивало инспекциите, не работа, дај шериф ќе прогласиме и... До совет тоа е. Не треба да совет тоа. Джеб. Точно може да донесе. Чучу донесе. цело време Ацо се држи до законите. Ај се кажи како ние како установа може да мора да се задолжи градоначалникот. Значи чекај сега тоа. Окей, само да кажам. Да го задолжиме градоначалникот до наредната седница да преземе нешто. Што друго да кажеш? Чек сега, ја имаме тука за Јас се консултирав со правник. Имаме еден правник што кажува дека сите имаат големо знаење, респект спрема тоа. Зошто? Кога ако е правно издржано да дојдат до Советот на општина Росома, да дојдат оваквите барања. Ако не, институциите да му одговорат. Па тоа уште при архивирањето при доставувањето. Со председател на совет. А? Значи ја на председател на совет бивам неколку пати и полемики им расправам дека Председател? се што значи адресирано до совет не мора да оде на совет. Така е. Треба селекција да правиш ти. Така е. Значи не може што ќе донесе совет од Бога. А зашто таа селекција не се прави при архивирањето на документите? Зошто? Архива мора да примиш документ од архива. Ти ќе го примиш документите, ама ќе му објасниш на човекот кога го носи документот дека не може да советот. Не е советот. Не е да му објасниш. Не го примам, не се вазиваат од Дорке архива. Ама во рете јас Значи ја не знам што примат. Чекај се, не молим те сега. Значи воа не е само со ова барање. Ви со многу барања вака расправата што не сте надлежни за што не може да донесете едноставно. И допирате надлежност. Е тоа е тоа. Според податоците што ги добивме од градоначалникот, пералната која е предмет на представката на нашиот сограѓанин има нерегулиран статус. Од документите кои што го имате и вие, кај го прави само, пишува дека комуналниот одделението за урбанизам и комунални дејности има доставено до фирмата, до пералната, барање со известување со кое ги известува дека им е потребен елаборат за животна средина, значи дозвола за поставување урбана опрема се уште не му е издадена, не постои, значи статусот му е нерегулиран. Сега, ние можеме само едноставно да му одредиме да ако можеме и тоа да го направиме, да има определено работно време. На нашиот на нашиот барател ќе му кажеме да си ги бара Тоа е пак работа на инспекцијските органи, тоа го зборувам. до инспекцијата, па да се обрати до Смешно тоа. ќе биде кај совет вид да донесите Не може акции, да да наложува донесеме, да да. работи од толку до толку, не знам што ве, луѓе. Го спомнав работното време со оглед на тоа што е наведено во барањето, во представката. Работи 24/7. Заради тоа го спомнав работното време. Значи, правна полка. Да се обрате општината и општинската администрација, градоначалникот како татко на општина до надлежните министерства и да се реши овој проблем. Ние како совет Тоа што го викаш председателе прави. до инспекторите, до инспекцијските служби. Затоа што не верувам дека Со барањето што правиме? Барањето ќе му одговориме на него само дека ќе го задолжиме градоначалникот да ги најде да се обратите инспекциите. До инспекцијските служби. Ама исто тоа, ајде што да кажам, еве ги цело време барат, те воате ноа. И на крај заклучокот кој е? Ајде кажи го заклучокот, еве кажи го ти заклучокот. Ние не можеме да решиме Нема това заклучок, не може да донесете Па ништо нема. за тоа, освен да речете се должи овој да направи тоа. Па, Да преземе мерки. И тоа, од тоа пол
небулозно и по-неконкретно нещо не баш. Или формирай комисия, нещо ако сакаш да не успее. Готово. Значи, да Да не преземе успее. мерки. Да не успее. Нити какви мерки, нити било што. Значи, не можеш ти да ставиш тоа, кај тоа друг надлежна стара. Ајде. Тоа би разборувал, ми не можем да живеем. Тоа е. Дефинира нешто тоа. Е, тоа, значи, Не може ли друг път да се, значи договор со кладенци има, не може ли А не може со крат... Па мора инспекција да излезе, како може да не може да Како излезе? може инспекција да не излезе бе човече? А мора да излезе, Како може тоа да го не викам. надлежен, има договор надлежен, како не е надлежен? не, Пишува проследување на овој субјект до овластените инспекцијски служби. Владко, тие што е таму, ти што го даваш тоа. Тоа е државен инспектор. Точно дека не е надлежен. Разликујте државен инспектор од општински инспектор. Значи, овдека е надлежноста во општински инспектор Па работи. нека излезе Надлежен, не државен Општински. инспектор. Ама општинскиот нека излезе, зошто не Е, се помниш го општинскиот? кажувани документ од Окей, државен јас Во ред е, тоа во ред. Нема Правиме пречка. муаве ние за заклучок. Тоа ти го зборувам. Значи ние да побараме тоа, кој да Во побаре? ред бе, Излезе во општински ред, че го договор. задолжи ручалникот да преземе мерки. Согласно надлежности и точка. Па, Ја тоа ви предлагам, друго ништо не може да донесете. Што друго да донесете, че... Не знам што да донесете. добро. Спие на Или ден. можете За наредната седмица да известе што... Заклучок се задолжува градоначалникот Ја веќе ще е интересно. да преземе активности согласно неговите надлежности да се реши овој проблем. И информации градоначалниче да добиеме на наредната седмица. Вака Мариунга се... Ами, Значи, некако ако ти функционира, тоа е само градоначалникот чисто сега согласно неговите надлежности, он вика ја надлежностите мои се еве ги зацртани овдека во и во ред, и и се во најде. статутот. И во... Не, браце, че пратят до инспекторате тоа и Па повеќе од тоа. затоа велам, Лазе, а инако согласно неговите надлежности, да, значи он, Как ми? значи мора да го пропрате сега барањето на Даниел Петков автоматски, значи како посредник Па тоа е нормално, со до заклучокот од инспекцијските Советот. служби, значи како општина, како институција, бидејќи Даниел не го земаат во предвид. Аце, Друга е тежината на институцијата и на градоначалникот. дали Друга знаеш е, ако зошто до тежината сега, поголема на Аце, дали Даниел, знаеш зошто до сега тоа барање не е пропратено? И многу такви барања ги даваме на Совет што не треба. Ви не ме разбирате што цело време сакате. Јас те разбирам, Значи Лазе. тоа барање одма треба да се пропрате кај што треба. Јас те Ако е разбирам. погрешно действително треба да се исправе. Така, Меѓутоа, бидејќи стои Совет председател вика не на Совет што оде. да. Значи Тоа тоа се е го тоа. реков на- Само вака, Лазе, а председателот одма го гледа вака до Советот на општина Росомон. Лазе, јас сметам дека ова, вие како администрација, значи треба да го пропратите натаму и значи Не, го имаме. до надлежните служби и да видиме повратно што, да. за да ние можеме да му одговориме после. Не мора да дојде овдека. Ама да видиме фидбек што имаме ние од таму од инспекцијските служби, Ама за односно тоа не е вие како пратено. администрација што сте направиле. Ама ти го зборувам за тоа не е пратено до таму, го чека Советот. Значи, Ајде. ајде да го пратим до инспекција. Еве го сега. Ајде. Значи сега ги задолжуваш. И че задолжи администрацијата, председател друг и пат да, така. да пазиме малку со вие баки барања на Совет. А, да, че пазиме, ама што ако се десе барањето, јас го оставам на институцијата да го решава и на крајот некој од колегите Не, советници од дека. институциите. Момент општината го не е до нас тука, например, до општината ако треба. Не. Да одговорите И вие, че го да. знаеш барање, че реши после што стана со тоа барање. Јас ќе го знам. Ама И дали што? сме го пратили, не тоа е друга ситуација. Да, Не ме ме сега да убива- речеме оваа представка на Даниел Петко, пример сега. Знаеме Да. сите оваа представка Да. дека и сега јас, да, во не е до Советот на општина Росоман, не го става на дневен ред. Дадели на председател на Советот. Блаже, ма зошто снимаш бабе, блаже? Бриши го бабе, него таа. Ацо? Е, шо нека гледа? Ацо, значи јас тебе те слушам на говорница стрпливо и ниту еден збор не ти се уфрлам во муабетот кога зборуваш. Че те молам, барем биди толку културен и слушај ме до крај реченица да завршам. Давај заклучка. Има и толку барем, Ама не можам да те слушам кога основните Ама јас не можам да те елементарни слушам, работи ама на те председателот слушам. на Советот, значи вие лутате во просторот. Не лутам, него Вие не ти си си знаете. тие што после ќе се јавиш Да. и кажеш каде е барањето на тие и Не, тие јас човек. се јавам, меѓутоа А. вие ако го задолжите администрацијата ги се запишите негде Па во тоа така. на тепчето негде дека на таа и таа дата тоа барање да видиме, затоа вие земате поголем паушал од мене. И не оставете јас да седнам на тоа место и Нема, че така, че пукниш од мака за оваа место. Аз сега за тоа способност треба да Марион, очигледно е. Да се известат институциите. Заклучок. Се задолжува градоначалникот и општинската администрација да ги известат институциите, а на тоа ќе биде ставено и барањето на Даниел Петков и заклучокот од Мора да Советот институции, инспекцијски органи. на инспекцијските органи. Какви институции? Кои Ама институции? не може да се сконцентрираш кога на секој збор ти влетуваат во збор. Добро.
Два збора ќе кажам, он ќе се дофрда од страна. Заради тоа ја исклучив камерата. Уште еднаш, по 5 пат, се задолжува заклучок. Советот носи заклучок. Се задолжува градоначалникот и општинската администрација барањето на Даниел Петков да го проследат до инспекцијските служби. Заедно со заклучокот од Советот и со барањето негово. Значи, ситуација што каже след, почнеме да јавно. Не зборовите да не погрешиме се. Многу се интересен. Добро, па треба малку и шегаве. Значи кажам, друг пат со бари ви ще да прекинеме во пракса луѓе. Од луѓе се учели и многу пишат, 80% од нив пишат до градоначалник и совет на општина. До градоначалник и совет на општина. А некој така ги советува? Ами кој ги советува? Ја не знам кој ги советува, ја не ги советувам сигурно. Ако не само градоначалник, оде таму и си постапува. Биче тоа совет каче стое, председател решува иде за совет, треба не треба. Два пати се решава, три, не се разбрам. Сити шок најмо го реши, ле. Кој е за овој заклучок? Ве молам да гласаме. Кој е за овој заклучок? Против? Воздржан? 6 за, 1 воздржан. Идем на власт адвоката, не може човек да го уште тамо да бъде против него. Имам уште едно барање, века почитувани, на ден 16.2.2021 година во мојата куќа ненадејно избухна пожар и нанесе голема штета на мојата стамбена куќа. Ве замолувам доколку сте во можност да ми испаднете во пресред да ми помогнете да со парични средства набавка на материјали за промена на инвентар или реконструкција. Последиците од пожарот се проценуваат на штети од 20.000 евра. Ви благодарам однапред. Одлука за одредување на финансиски средства во висина од 50.000 денари да помогнеме на нашите сограѓани. Да. Кој е за усвојување на ваквата одлука? Забрав колку? 7 за. Двајца се минаа, да. Ова беше и последната точка на дневниот ред. Исцрпен на дневниот ред. Ви благодарам на присуството и чувајте се.